Владината седница на која министерот за економија се објаснува дали ги излажал министрите или пак навремено им доставил се уште трае зад затворени врати. Новинарите час и половина го чекаа Бектеши во пресцентарот на владата за да образложи што се случува на седницата за рудниците, но тој не се појави на пресконференцијата која самиот ја закажа. Он неговиот кабинет само пратија соопштение дека истата се одложува, а дополнително ќе известеле за кога. Оваа седница се случува откако беа споени концесиите за рудникот Иловица Штука, а дел од владините министри кажаа дека не биле добро известени за што гласаат, односно дека не знаеле оти судска одлука која ги задолжува да ги спојат концесиите нема, а спротивното им било кажано од министерот Бектеши. Ковачевски потоа му даде втора шанса на Бектеши за да ја соберел целата документација и сите судски одлуки уште еднаш да реферира околу спојувањето на концесиите. Останува отворено прашањето дали одлуката ќе биде ревидирана. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски пак предупредува дека министрите пак би можело да бидат излажани, а СДСМ ги штити интересите на ДУИ. Тие што се излажани, овој пат да внимаваат добро да не бидат повторно излажани. И втората порака е поврзана со претходниот одговор на претходното ваше прашање. Не можам да разберам зошто СДСМ ги штити бизнис интересите на ДУИ во Струмица. Само што тоа не ми е јасно и која е цената што оние што креваат два прста и се дел од оваа коалиција ја имаат за да ги штитат интересите на Демократската унија за интеграција во Струмица. Претпоставувам набрзо денеска тие самите ќе го слушнат одговорот од народот. Бектеши не се појави на минатата владина седница бидејќи беше на службен пат. Потоа ги собра новинарите и тврдеше дека спојувањето на концесиите е најдобрата одлука за да сме се заштителе од арбитража. Тој ги демантираше министрите и тврдеше дека сите материјали биле доставени на време, а дека денеска само ќе донесе плюс еден документ за тоа како хронолошки се одвивале настаните.